Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашево црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве, како зачекоруваме во последната подготвителна недела од Великденскиот пост, недела во кој што е посветена на страшниот суд, и оваа недела, драги браќа и сестри, се вика Месопусна недела, заради тоа што во текот на оваа недела, значи започнувајќи од понеделник, ние за време на тие денови кои следат, црквата пропишала ограничен пост, односно воздржување од месо. Оваа недела е трета подготвителна недела од постниот триот, литургиска книга која се користи за службите во Великденскиот пост. Неделата на страшниот суд следи по неделата на блудниот син, а исто така пред прочка. Неделата Месопусна се нарекува и недела на страшниот суд. Меѓутоа денеска, ние, драги браќи и сестри, ја празнуваме и саботата во кое што се зборува за душницата, односно за спомнување на луѓето кои што се упокоиле и кои не се со нас овде. И тука ние како христијани се молиме, не спомнувај ги гревовите на умрените слове, Твоето милостиво срце да не држи лутина. Во овој ден, драги браќи и сестри, божествените оци озакониле да се прави помен за сите од века благочестиво упокоени луѓе. Од следниве причини. Прво, бидејќи има луѓе кои пред време се упокоиле во тугина, во морина и непроодни гори, стрмнини јами, во несреќи и од глад, пожари, ледови, бури и мразеви, и претрпеле и други видови на смрт, како и други луѓе сиромашни и немоćни кои не биле придружени со потребните црковни молитви. Божествените оци, научени од свештените апостоли и движени од човеколюбие, определиле соборно да се прави заеднички помен, покажувајќи со тоа дека починатите имаат полза од молитвено посредување во црквата. А второ, ние го прославуваме овој ден, бидејќи следниот ден, наредниот ден недела, е посветен на второто Христово пришествие. Погодно е да се прави помен и за душите на починатите, молејќи го страшниот судија да биде милостив кон нив. Во оваа недела се подсетуваме и на изгонувањето Адамово од рајот. Спомнувањето на страшниот суд има уште за цел да ни ја представи сликата на судот, за да покаже дека постот е богоугодно дело. Во сабота правиме помен за душите уште и за тоа што сабота на еврејски значи покој, одмор, и од тука и секоја сабота е ден определен за спомнување на покојните, а во оваа сабота пак правиме заеднички соборен помен, молејќи се за секој благочестив човек. Затоа божествените оци, драги браќи и сестри, знаејќи дека правењето помени за умрените, односно милостините и службите, донесува големо олеснување и полза, откако го примиле тоа од апостолите, ова и го довериле на Светата Црква. За ова зборува и светиот Диониси Ареопагит и многу други дека починатите имаат полза од молитва и давање милостиња за нив. За ова дознавме и од кажувањето на свети Макари Велики, имено
некој нечистив елин, одејќи на патот, нашол еден сув череп и го прашал дали во адот имаат некакво чувство на утеха, а тој одговорил дека тие имаат големо олеснување кога некој се моли за нив. Свети Григорий Двоеслов со својата молитва го спасил царот Трајан, но од Бога го слушнал и гласот дека никогаш повеќе да не се моли за безбожник. Според кажувањата, и царицата Теодора го спасила од маки проколнатиот цар Теофил по молитвите на светите исповедници. За тоа дека покојните имаат полза од добрите дела направени за нив, зборува и свети Григорий Богослов во надгробното слово на неговиот брат Кесари. И свети Јован Златоуст во своето толкување на посланието до филипјаните вели да помислиме на ползата што ја имаат оние што си заминале од овој свет, да им ја дадеме потребната помош, односно милостината и приносите, бидејќи тоа им носи големо олеснување, добивка и полза. Всушност, оваа одлука не е донесена ниту случајно, ниту попусто од страна на се мудрите ученици апостолите и е предадена на црквата, односно дека за време извршувањето на страшните тајни, светата литургија, свештеникот да ги споменува оние што се упокоиле со вера. И уште, во упаствата што им ги даваш на твоите деца, како и на другите наследници на твоето семејство, се вели нека има од тебе еден запис со името на судијата и во него да не осуствува сеќавањето на бедните, а јас ќе бидам жирант. И свети Атанаси Велики вели, ако некој што е набожен починал и веќе е расејан во воздухот, не престанувај да палиш кандило и свети на неговиот гроб, призивајќи го Христа Бога, бидејќи тоа му е благопријатно на Бога и надоместува многу давања. Ако покојниот е грешен, ти ќе придонесеш да му се простат гревовите. Ако бил праведен, наградата ќе му биде зголемена. Ако станува збор за тугинец и е сиромав и нема кој да се грижи за него, тогаш Бог, кој е праведен и човеколюбец, ќе се погрижи за него, бидејќи он својата милост ја покажува кон секого, според потребата. Впрочем, и оној што принесува дарови за таквите учествува во наградата, бидејќи покажува љубов за спасението на ближниот, како што и оној кој друг помазува со миро, прави од самиот него да излегува благопријатен мирис, а оние што не го прават тоа, ќе бидат судени при второто Христово пришествие. Се што правиме, драги браќи и сестри, за починатите, па и најмало добро, тие имаат полза од тоа, како што велат божествените оци, особено оние што не направиле многу додека биле меѓу живите. Ако во Светото Писмо и има некои работи што служат како предупредување за мнозина, а тоа е неопходно, сепак во повеќето случаи Божјото човеколюбие победува. Бидејќи, ако вагата на добродетелите и на пороците дојде до израмнување, тогаш победува човеколюбието. Ако мерката на лошите дела малку и натежне, сепак победува врвната добрина. Нека се знае дека таму сите се знаат меѓу себе, било да станува збор за познанства или никогаш да не се виделе, како што вели божествениот Златоуст, толкувајќи ја параболата за богатиот и за Лазар. Сепак, нема да се препознаваат според телесниот изглед, бидејќи сите ќе бидат на иста возраст, а природните познанства на секого ќе исчезнат за сметка на еден многу поостроумен поглед на душата, како што вели свети Григорий Богослов во своето надгробно слово за Кесари. Тогаш ќе те видам, вели светол и славен, како што му се јави на сон многу пати најсакан брат мој Кесари. А великиот Атанасий, ако не зборува вака во словото до кнезот Антиох,
Во словата за упокоените вели дека се до општото воскресение на светите им се даде еден друг да се познаваат и заедно да се веселат. Грешните пак и од тоа се лишија. А на светите маченици им се даде да го надгледуваат и она што ние го правиме и да не посетуваат. Тогаш пак сите еден друг ќе се познаат. Искриените нешта за сите ќе се откријат. Треба да се знае и тоа дека сите души на некои починати светии се на едно место, а на грешните на друго. Првите, радувајќи се со надеж, другите пак тагувајќи, бидејќи самите свети се уште не ги примиле ветените добра, како што говори Божествениот апостол. Бог предвидел за нас нешто подобро, за да не можат без нас да се усовршат. Треба да се знае и тоа, драги браќи и сестри, дека не сите кои паднале во јами, во оган, во море, несреќи, студови и глад, по заповед Божја страдаат. Ова се Божји судови, од кои едни се по Божјо благоволение, други по Негово допуштање, а трети заради предупредување и поука. Впрочем, во своето признаење знае се, познава се и тоа се случува во Неговата волја, како што вели Светото Евангелие во врска со птиците. Ова се случува вака не затоа што Он предодредил да биде така, освен во некои случаи, ниту пак дека тоа станува случајно ако некој се удави, друг умре како старец или како дете, туку Он еднаш за секогаш го определил соборното време на човекот, како и толкуте видови на смрт. Во толкуте овие времиња, внатре различните видови на смрт се вклучуваат не затоа што Бог така определил однапред, иако Он го знае животот за секој поединец. Советот Божи го скратува и времето и видот на смртта. Но за тоа, дека постои некакво предодредување на живот, Свети Василий гледа некаква алузија за тоа во зборовите «Земја си и во земја ќе отидеш». За тоа сведочи апостолот кога им пишува на коринтјаните: поради тоа што се причестувате недостојно, меѓу вас има мнозина болни и немоќни и некои спијат, односно мнозина умираат. И Давид говори: не земај ме на половината од моите денови. И си ги измерил моите денови, а Соломон вели: сине, почитувај ги таткото и мајката, за да живееш долго. Или уште, да не умреш пред време. И во книгата на Јов, Бог му вели на Елифас: јас би ве истребил да не е мојот слуга Јов. Тоа покажува дека животот не е ограничен. Ако пак некој вели тоа за мене, значи дека границата доаѓа од Бога, од Неговата волја, бидејќи Он тогаш некому додава, а некому одзема. Уредувајќи се и секој според неговата потреба. Ако ga Бог сака, го уредува и времето и начинот за смртта. Значи, границата на животот на секого е волјата и како такви, нели, е волјата Божја, оти ако постои предел, граница на животот, зашто тогаш го молиме Бога, а и лекарите и се молиме за децата. Треба да се знае и ова, дека крстените деца се насладуваат во рајот, додека исто така, како такви, и го примаат рајот. Кога душата излегува од телото, таа повеќе не се грижи за овдешни работи, туку за работи од оној свет. Ние правиме помен, драги браќи и сестри, на починатите постојано, затоа што исто така во тие денови, нели, ние се подсетуваме на нив. Во 9-тиот ден, затоа што во тој ден се распаѓа телото, освен срцето, а во 40-тиот ден затоа што се распаѓа срцето. Така станува и при раѓањето на човекот, во 3-тиот ден се отцртува срцето, во 9-тиот ден се формира телото, а во 40-тиот ден се изобразува конечниот облик. Поради тоа, Владико, Господ Исусе Христе, Боже наш, упокој ги душите
na počinatite rabi tvoji, во место каде што почиваат душите на праведните, а нас помилуј не како единствен бесмртен. Драги браќи и сестри, нека Бог по нашите молитви ги прими сите оние кои што се успокоиле во Неговото царство, а исто така нас пак да ни даде сила да можеме и од следната недела да зачекориме во светиот Великденски пост и постот и светлото Христово воскресение да го дочекаме во голема радост, во душата и во срцето и сите ние заедно, секогаш да го молиме Бога и за наше телесно здравје и духовно спасение. Повелете, драги браќи и сестри, и утре на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот да се помолиме и за нашите успокоени, починати браќа и сестри, за нашите најблиски кои што не се повеќе со нас, а и да се помолиме за телесно здравје и духовно спасение. Бог да ве благослови сите и да ви дарува телесно здравје, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Sunce rodil jas, so žalosti jaske si umram. Makite da mi gi napišite ozgora na grobot moj. Makite da mi gi napišite ozgora na grobot moj. Se kačam na planina, ke lezam v crni temni pešteri. Očite da mi paralbica sonce to da nego vidam. Očite da mi paralbisa sonce to da nego vidam.
evo tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Болен лежи на стоја, болен лежи и ке умре. На глава му младата невеста, смашко дете на раце. Солзи рони, солзите и капат, постојано во лице. Стојан се подразбуди, наведена и вели: неведоме, ти млада невесто, што ми лади личево. Дали ситна роса подросува, или силни дождови? А невена му вели: Стојане престопане, ниту ситна роса подросува, ниту силни дождови. Моите солзи по лице ти капат од селански неправдини. Сино чакај чешната, села ми се збираја. Збор, збор веја, кога ти ке умреш, дете да ми задава. Мене ме грабнат, далеку однесат, за пари ме продадат. Очи лакоми, без граници, се желби човечки. И се некој друг има повеќе, само ние не. Можеш да плачеш, да се радуваш, или си богат, или гладуваш. Како и да е, еден живот е.
Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Zdravlje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Sakaš voraj, sakaš i od zlato sjaj, samo jedno izbiraj. I do koga samo daj, vidim udar, kaži kraj. I ne se sekiraj, možeš da kupiš, da zarabotiš. Možeš da kradeš ili osvojiš. Sve što ke vidiš, samo jedno ne. Zdravlje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do moj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Zdravlje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do moj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Zdravlje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do moj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Što sam videl deče ubavo, ej ubavo, što sam videl mome kalešo oko zeleno, s divotom i pod zastana, kaj nea oko stana, umoci go izgubim, kaj trgnav su zaboravim. Koga daval Gospod mome, kaj tebe lično ti ja nacrtal jedna ikona. Koga daval Gospod mome, kaj mene meraklija, pesnata da me opiva. Životoci teče, nerakot me peče, se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, tako život sakam do veka.
teče, nerakotne peče se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, tako život sakam do veka. Što sam videl dejče ubavo, ej ubavo, što sam videl mome kalešo, oko zeleno, mene žarot na srce, a nejake fot na lice. Sve što imam prodavam, za takvo dejče da imam. Koga daval Gospod mome, kaj tebe lično ti ja nacrtal jedna ikona. Koga daval Gospod mome, kaj mene meraklija, pesna ta da me opiva. Životoci teče, nerakotne peče se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takav život sakam do veka. Životoci teče, nerakotne peče se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takav život sakam do veka. Pokraj Vardar Makedonci, pokraj Egej Makedonci, i pod Pirin Makedonci, slavno ime nepoborno. Jedno ime ima me, ko duša bako nosi me, za tebe život dava me, oj Makedonijo. Jedno ime ima me, ko duša bako nosi me, za tebe život dava me, oj Makedonijo. Srede Skopje Vardar teče, Vardar reka raspejana. Oj Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj makedonski, ti ja krasiš Makedonija. Ne se godi ništo zbora, tuku vekovi za dna.
te misla дека можат да не премолчат. Ајде сите едноро, оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна, песна се македонска, дружно браќа да запеме. Ајка! Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар пири турно солуна, име е Македонија. Стара лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586
677 4000. Jano mori, Jano lele, sevdalino. Moja rosna Jano mori, detelino. Aj, moja rosna Jano mori, detelino. Pominuvaš, Jano mori, zaminuvaš, nit mi zboriš, Jano mori, nit se smeješ. Aj, nit mi zboriš, Jano mori,
šalka, kaj se nišaš da ni šalka.
Ruse, tvojita majka Ruse, Angelina. Tvojita majka Ruse, Angelina. Začnete davat Ruse za Đorđeta Ruse od Fileci. Dugmite davat Ruse za Naumeta Ruse od Banđovci. Ruse, che si lega